Почитувани представници на медиумите, половината на изборната кампања е добар повод да направиме пресек на незиниот досегашен тек. Кампањата на СДСМ е суштинска спротивност на расипништвото на Груевски и ДПМН. И тоа граѓаните го препозна и го поздравуваат на нашите средби со нив. Наместо ултраскапи и джиновски билборди, на кои Груевски сакајќи се представи како човек од народот, тој функционер со ратоварска, а околу него платени, така наречени обични граѓани, СДСМ на овие избори одлучи главниот аспект од кампањата го насочи на директен контакт со граѓаните. На тие средби СДСМ дели кратката верзија на својата програма и рекламен материјал, чија вкупна цена е помала од 3 билборда на ДПМН во центарот на Скопје. Да ја потсетам јавноста, СДСМ во оваа предизборна кампања нема ниту еден билборд. Нашата кампања е очи во очи со граѓаните, а не вештачки насмевки кои потсетуваат на обсесијата на Груевски да ги контролира сите своји граѓани. СДСМ не бега од собствениот народ. Ние во непосреден контакт се среќаваме со граѓаните, разговараме и се соочуваме со нивните проблеми. По старите македонски традиционални обичаи ги посетуваме домовите со кафе и локум. Изминатава недела ги слушавме портпаролите на ДПМН, дека сме потрошиле милионски суми на кафето и локумот. Очигледно дека Груевски фамилијата веќе 5 години немаат платено од свој джеб ниту кафе, ниту влегле во продавница. Оттаму појма немаат колку чини 100 грама кафе. Обидувајќи се да го оценат нашиот концепт на кампања, која се базира на директни средби со граѓаните, отидоа дури до таму што присилуваат стари луѓе, членови на ДПМН да истураат храна и кафе во центарот на градот. Греф е во ваква сиромаштија да режираат вакви сценарија. Греф е да се истура храна на земја. Ако веќе не го сакаат кафето и локумот, може да го донираат во добротворни цели. Денес СДСМ е првата политичка партија која дава извештај за своето финансиско работење во првата половина на изборната кампања. Во извештајот кој денес ќе го доставиме до надлежните органи, ги наведуваме сите приходи и расходи заклучно со 23 мај. Нашите приходи се јавни за разлика од црните пари на Груевски и ДПМН. Ова е домакинско и транспарентно работење, нешто со што Груевски и ДПМН не може да се пофалат. Еве еден пример. Груевски фамилијата само на билборди потрошија 10 пати повеќе од целата досегашна кампања на СДСМ. Во оваа предизборна кампања тие имаат закупено најмалку 1000 билборди. Согласно ценовниците, вкупниот трошок за креативно решение, печатење и закуп на еден билборд е 1500 евра. Значи, само за билборди ДПМН потрошило 1,5 милиони евра. И сега ја повикува манипулантската кујна на ДПМН, јавно ја соопшти од која црна членарина се собираат 1,5 милион евра само за нивните билборди. Благодарам, поведете прашање. Денеска во медиите не излезе текст за Црвенковски, денеска во Дневник излезе текст за Црвенковски. И јас само кратко ќе сообштам дека оставинската постапка на семејството Димитровски не е завршена. Не гледаме зашто инаку не би бил пријавен имот, стекнат пред 30 години и оставен во наследство од покојниот татко на госпоѓа Јасна Црвенковска. И затоа сакам да ги поздравим овие истражувачки способности на новинари од Дневник, кои се сведоа на разузнавачко валкана испостава на ДПМН. Ние нема се бавиме со тоа, СДСМ победува на следните избори, ние ќе продолжиме со позитивна кампања. Уште некој прашање? Фала, пријатно.